И по 19 години од ужасот кој го преживеавме кај Карпалак, ние со животот се бориме како со лав. Повеќе од половината сме невработени, станавме наркомани, алкохоличари. Здравјето ни е целосно загубено, а додека тие што пукаа во нас, што не испотепаа, сега се во парламентот. Дома седат и земаат плата. Вака ја раскажува својата болна приказна преживеаниот бранител Димер Истески, кој беше и тешко ранет при тој трагичен настан кога албанските терористи од заседа го нападнаа конвојот од 114 воени резервисти од Прилеп кај местноста Карпалак. 10 од нив никогаш не се вратија дома. Беа убиени на лице место. Постоиме за овој ден. Вака некој изјава ќе даеме, ќе си поплачиме, така да речем, и толку. Веќе тргнем од мене. Зошто јас да немам вработување во, да речеме, една државна институција? Зошто терористите што беа команданти, што пукаја на нас, што ни спотепаја, тие се во парламентот, дома се да плата зема, а ние шо? Се бориме со животот како со лав. Иако поминаа безмалку 2 децени, се уште свежи и преболни се сеќавањата и на возачот на еден од автобусите, Ацо Јовановски Реган, чија присебност во тој критичен момент спаси многу животи од бранителите. Пораката и желбата ми беше на тоа место да се изгради споменик. Меѓутоа, и утре ќе оставиме свенчето на банкетата на автобусот. Прилеп, градот кој во тоа кобно 8 августовско утро 2001 во само еден миг загуби дури 10 своји синови, денеска традиционално им оддаде достојна почит на своите сограѓани. Почит на своите загинати соборци им оддадоа и од Сдруженијето на бранители од Велес. Едноставно, на секакво ниво сме маргинализирани и едноставно не знам што да кажам, оние што беа против нас во 2001 година ги добија скоро сите бенефити, а ние останавме со празни раце. Инаку на денешното чествување пред споменикот Карпалак во име на државниот врв венец положија министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. Министерката за одбрана не се појави на денешната церемонија.